Почитувани, ново зголемување на цената на струјата од 1 јануари заради СДС и ДУИ. Со доаѓањето на власт на СДС и ДУИ, освен покачување на цената на струјата, не добивме ништо друго. Од 2017 година до денес цената на струјата е зголемена за 50%, но по логиката на СДС важно нема радиодифузна такса. Почитувани, станавме земја со уништени енергетски капацитети, која најлошо се снајде во енергетската криза без доволно домашно производство. Енергетските компании обстануваат единствено преку префрлање на пари од буџетот директно во нив, за да после тоа во сметките на електрична енергија добиеме информации колку владата не субвенционирала, ама за жал од нашите пари. Додека се уште сме во шок од масовната партизација и предизборниот подкуп на гласачи со полнење на електрани на Македонија со околу 500 вработени, следеше нов шок, но овој пат од страна на Регулаторната комисија за енергетика. Се зголемува цената на електричната енергија за третиот и четвртиот блок. Во оваа група се наоѓаат најголемиот дел од граѓаните Македонија, кои се греат на струја поради тоа што немаат пристап до газ или топлинска енергија за греење. Во средината на декември беше најавена новата измислена давачка на Марко Бислимовски, така наречена давачка за пристапна мрежа, која не е ништо друго освен нов товар за граѓаните на Македонија кои едвај врзуваат крај со крај. Овој пат, оваа давачка ќе јудри оние кои најмногу штедат. Иако се обидуваат покачувањето на цената да го замаскираат преку нови давачки и покачување на цената по блоковите, секој домакинство знае дека од 2017 година наваму цената на струјата е покачена за скоро 50%. Од тогаш до сега видовме уништување на енергетските капацитети, погрешна стратегија во енергетиката и пораст на цените на сите производи како резултат на порастот на цената на струјата. Прашуваме, дали Регулаторната комисија за енергетика непромислено избрза со идејата за враќање на ефтина тарифа, па сега измисли нов начин како да ги собере парите назад од граѓаните преку давачката наречена пристапна мрежа и преку зголемување на цената на струјата во третиот и четвртиот блок. Затоа народот на изборите во мај 2024 година ќе мора да ја казни оваа власт со цел да се врати енергетиката на вистинскиот пат. Никогаш не било полошо. Важно е да ги поразиме. Благодарам.